Господине Мехмети, денес излезе анализата од тоа дали господинот новинарот, односно Драган Павловиќ Латас, ширеше говор на омраза во неговиот дневник во Сител. Што вели анализата? Што е анализирано? Да бидам искрен, за прв пат анализата што ја прават стручните служби за нас не беше во целост направена коректно. Не навлегувам во тоа зашто е тоа направено, дали е намерно или не намерно, но јас како член на советот го кажав тоа и во седницата дека не сум задоволен од тоа како го направија службите, како ја направија анализата, бидејќи е повеќе од јасно не сега, туку години назад дека Драган Павловиќ Латас промовира говор на омраза и тоа го прави на перманентен начин. Значи денеска ние имавме седница околу една точка од дневниот ред беше околу говорот на омраза, значи околу анализата во која имавме остра дебата, мора да се каже, што е сепак нормално да имаме дебата пошто толку малце имаме дебати кај нас што еве ова беше еден добар пристап и еден добар начин за да дебатираме. Ние дебатиравме, јас го кажав мојот став, можам да ви го кажам и сега, а тоа е дека не се согласувам воопшто со анализата и сметам дека има елементи говор на омраза, како најголем факт дека има елементи за говор на омраза е фактот што има директно повикување на еден етникум врз друг етникум и тоа е поттикнување. И сегде во светот каде што се поттикнува нешто против некого или против верска припадност, против расна припадност, против сексуална ориентација, ако сакате, тоа е апсолутно говор на омраза. Така, а кои беа аргументите на страната која што го застапуваше ставот дека не постои говор на омраза? Аргументите беа смешни, морам да го кажам тоа. Беа дека има елементи на непрофесионално новинарство, но нема елементи за говор на омраза. Тоа има единствениот аргумент. За жал или за среќа на Латас денеска немаше кој да го брани, но на крајот сепак он победи, како и секогаш.